Почитувани сограѓани, сакаме да ви информираме дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево поднесе кривична пријава против лицето АД од Македонска Каменица поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Во периодот од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година, пријавениот како директор на Основното училиште Свети Кирил и Методи од Македонска Каменица, спротивно на законот за јавни набавки, извршил набавка на разни стоки и услуги во вредност од 1.381.694 денари, без претходно спроведена тендерска постапка. При тоа, тој во 8 наврати извршил делење на стоки и услуги во наведените набавки. Почитувани, ова само го потврдува недомаќинското работење на ВМРО ДПМН во сите изминати години наназад. Дали, наместо да работат за подобрување на условите за настава, работа и престој на учениците вработените во Основното училиште Свети Кирил и Методи, тие начело со тогашниот директор на училиштето, а сегашен преседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Македонска Каменица, работеле и мислеле само на сопствените џебови. Наместо реновирано училиште, ние затекнавме целосно руиниран и несоодветно одржуван објект. Од претплатените реклами и високоплатените проекти нема ни трага. Сакаме да истакнеме дека со смената на локалната и доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како опција која работи за подобрување на условите за живот на сите граѓани, за само 18 месеци успеавме за прв пат после 35 години целосно да ја реконструираме надворешната столарија од долниот кат на училиштето. Остатокот од столаријата ќе биде заменета веднаш после поставувањето на новиот систем за парно грејење во училиштето. Проект кој е во завршна фаза и ќе профункционира со почетокот на грејната сезона. Спроведуваме постапка за избор на најповолен изведувач за реконструкција на спортската сала во училиштето, која ќе заврши до крајот на 2019 година. Опремивме повеќе кабинети во училиштето со средства и помагала за подобрено следење на наставата, како и замена на стариот дотраен инвентар со нов. Почитувани, штетните и погубните политики од владењето на ВМРО ДПМН се огромни. Тука се и нарушените меѓучовечки односи, поделеноста на општеството и дискриминација на граѓаните по разни основи. Мораме да се потсетиме каква системска тортура беше вршена врз вработените во јавниот и приватниот сектор, со кој граѓаните на Македонска Каменица се соочуваа години наназад. Правото на глас, правото на различно мислење и правото на избор за голем број на граѓани беше само мисловна именка. Сите бевме само изброен глас. Секој граѓанин за нив беше само бројка. Почитувани, нема повеќе амнестија за никого, нема повеќе пазарења со правдата, нема штитење на криминал за партиски и лични цели. Остануваме на ветувањето дадено пред вас, граѓаните, дека ќе има право и правда за сите и законот мора да важи за сите. Секој што се огрешил пред законот мора да одговара за сторениот криминал. Благодарам.